Бележиме 23 април, Светскиот ден на книгата и авторското право. За жал не можам на живо мораше на овој начин. Па и давам збор на наставничката Вера Ристевска од Основното училиште Гоце Делчев Димит Кисар да го почне настава. 23 април, Светскиот ден на книгата и авторското право. Драги љубители на книгите и влюбениците во пишаниот збор, со среќа да ни е Светскиот ден на книгата. Книгите се најдобри пријатели, придружници и учители. Со секој пишан ред, со секое прочитано поглавје и книга, ние го славиме читањето, ги славиме прекрасните книжевни умови, кои нашите животи ги прават побогати, посреќни. Книгите не формираат и обликуваат како личности, и тоа многу тивко, незабележливо. Читаш и слободен си, и кога по некое време се навраќаш назад, сваќаш дека секоја книга влијаела на твоето оформување како човек. Има нешто толку магично во способноста на книгата да проникне длабоко во душата на човекот и преку приказните и случките кои им се случуваат на други луѓе, во други времења и на други места, да направи, да научиме нешто за самите себе си, да се спознаеме себе си. Книгата е најверен пријател, таа никогаш не осудува, никогаш не расправа, никогаш не соли памет. Книгата е покрај нас и во најтешките времења и мудро, како што книгата само таа го може, ни подава рака за да излеземе од лавиринтот и хаосот на животот. Затоа сме и должни на книгите. Без нив светот ќе продолжи да биде темно и сиво место, а нашите животи би биле многу празни и ќе им недостига боја и магија. Среќен, нека ни е Светскиот ден на книгата и секој ден да биде ден на книгата. Пораката од УНЕСКО ќе ни ја прочита Викторија Шурбевска, ученичка од 8 одделение. Дали се приклучија? Порака од господја Одре Азуле, генерален директор на УНЕСКО, по повод Светскиот ден на книгата и авторското право 23 април 2021. Во овој период на несигурност, многу луѓе се свртуваат кон книгите кои ќе им помогнат да се справат со затвореноста и со неспокојот. Навистина, книгите имаат посебна способност да разонодуваат и да поучуваат. Тие се средство за истражување на светови вон нашето лично искуство пред запознавање со различни автори, идеи и култури. Тие се средство за пристапување до најдлабоките места во нашиот ум. Страница по страница, книгите ни осветлуваат патека по која можеме слободно да се движиме, неограничени од времето и просторот. Со други зборови, книгите ни слобода. Тоа е силата на книгите која што токму сега ни е потребна бидејќи не подсетуваат на основното значење на литературата, како и уметноста во нашите животи. Со славење на книгите ги славиме авторите кои што ни обезбедуваат кратки извадоци од животот и поглед во некоја друга реалност. Тие отвараат прозорец кон светот, поточно прозорец кон други светови и форми на постоење. И затоа секоја година на 23 април, денот кога славните автори Вилијам Шекспир, Мигуел де Сервантес и Инка Гарсиладо де ла Вега почнале, ние ги славиме писателите чии дела ја пленуваат нашата имагинација со векови. Денеска исто така им одаваме почит на сите дејности поврзани со книгите: уредување, преведување, издавање и продавање. Тие ни овозможуваат да ги шириме нашето литературно наследство, да дозволиме изразување на нови идеи и да овозможиме ширење на приказни. Овие професии мора да бидат заштитени, а нивната вредност да биде признаена. Тоа е уште поважно среде пандемијата на COVID-19, која што станува длабока и трајна закана за културата. Токму затоа УНЕСКО ја поддржува работата на издавачите преку активности како што се партнерствата со Меѓународната федерација на библиотечни асоциации и институции, ИФЛА, и Меѓународна асоциација на издавачи, ИПА.
Силата на книгите мора наполно да се исползува. Мора да обезбедиме пристап до нив со цел секој да може да се засолни, читајки и на тој начин ќе може да сонува, да учи и да размислува. Ова е значењето на одговорноста на Тбилиси, Грузија, која е светски град на книгата за 2021 година. УНЕСКО го назначи овој град заради нивната фокусираност на употребата на модерните технологии за промовирање на читањето меѓу младите лица. Нивната програма во ред па твојата следна книга е работи на трансформирање на книгите во дигитални игри и помага во обезбедување пристап до сите. Да го проследиме и обраќањето на професорот Вањелко Озановски, кој од оправдани причини не може да присуствува на овој ден. Ќе ни го прочита ученичката Симона Христовска, ученичка од 8 одделение. Библиотеката Алби ни даде чест на љубители на литература и наука Свети Висарион за вклучува во програмата читање на пораката за книгата на УНЕСКО и македонската порака за книгата. Пофалба на книгата како најголем инструмент за знаењето и убава можност да се подсетиме на библиотеките и создавање на книжевните дела во манастирските библиотеки, низ вековите и на плејадата поети и писатели од Демирхисарското поднебје и на иницијаторите на објавување на книги, Севгнезди и љубители на литература, култура и наука Свети Висарион Демирхисар со својата издавачка дејност. И денешнава промоција на книгата содржински се збогатува со промоција на книгата Записите на учителот од Владко Стојковски, професор по македонски јазик во Основно училиште Браќа Миладиновци, село Жван. И сите сплотени со учениците се навраќаме на космичките димензии на книгата, која духовно го храни и движи човештвото. Демирхисар, како светла поетска оаза, духовно се слева во светската прослава на книгата, 23 април, со библиотеката Алби, гнездо на книги од автори на целиот свет. Причина да се собереме денес е и промоцијата на книгата Записите на учителот од Владко Стојковски, професор по македонски јазик во Основното училиште Браќа Миладиновци, село Жван. Повелете. Дали се гледам? Да? Да. Здраво на сите, ви го честитам денешниот празник, светскиот ден на книгата. Јас сум Вилјановски Славче, наставник по историја, но денеска сум како во својство на промотор на ова дело. Односно, денешниот ден, овој празник, овој голем ден, го одбележуваме со промоцијата на едно актуелно дело во денешно време. Тоа е Записите на учителот од младиот автор Владко Стојковски. Една збирка на раскази кои што ќе ви ги стопли срцата. Инаку самата збирка е составена од 14 текстови, напишани во проза, кои што пред се имаат образовна, но исто така имаат и поучна содржина. Во збирката има раскази кои што говорат за значајноста на учителот и училиштето во целост, значењето на родителската љубов, децата со посебни потреби, потребата од помагање на луѓето и љубовта кон ближните, влијанието на интернетот, но и други теми. Во неја ќе се сретнете и со историски познати личности од нашата богата историја, несомнено значајни за културното минато на нашиот народ, па значајни за сегашност. Тука ќе ги сретнеме Свети Климент Охридски, Партени Зографски, Глигор Прличев, браќата Миладиновци, но и многу други. Книгата исто така представува одлична можност за помладите да прошетаат низ позначајните локации на нашата татковина Република Македонија и одблиско да се запознаат со незините природни, културни и духовни богатства преку еден од подолгите записи во неја напишани во форма на патопис. Инаку, кога зборуваме за како е подготвувана оваа книга, таа е финансиски поддржана од Министерството за култура на Република Македонија
Испечатена е во печатницата Графоден во Скопје минатата 2020 година, а исто така за реализација на ова книга, на ова дело, покрај авторот, ги сретнуваме и Горијан Петревски, еден од најпознатите писатели за деца, кој што се јавува како рецензент на книгата. Исто како рецензент на книгата се јавува и Сашо Огнановски, кој што е драмски критичар и писател. Илустрациите се на познат млад уметник Дарко Ристевски. Како уредник го сретнувам името на Елизабета Мјалкова, која што подоцна и ќе ви се обрати во текот на оваа промоција. Компјутерската обработка е на Нове Цветановски. Тука на портретот го имате најпознатиот писател за деца, господинот Горијан Петревски, кој што потекнува нели од овие наши краишта. Инаку во досегашниот период оваа книга е промовирана по повеќе медиуми, и електронски, и пишани, но и ТВ медиуми. Тука ви се наведени како по еден хронолошки редослед како е промовирана оваа книга, односно првата промоција е на детскиот книжевен камп Да бидам во Охрид. Па следуваа промоции во основното училиште Браќа Миладиновци во село Жван, Центарот за деца со посебни потреби Рилука во Битола, па следуваа ТВ промоции на ТВ Алфа и ТВ Тера. Исто така во рубриката Колибри во Нова Македонија беше промовирано ова дело, како и на интернет порталите The World News, Курир, но исто така и многу други. Тука ќе ги спомнеме нели и социјалните мрежи, Facebook, Instagram и така натаму. Да не должам многу, за кусата биографија за авторот ќе ви каже нешто подетално нашата колешка и професорка по македонски јазик Моника Сверчкова. Мони, повели. Благодарам, Славче. Владко Стојковски е роден на 21.6.1986 година во Битола. Основното и средното образование ги завршува во родното место, а тука и продолжува со високото образование на Универзитетот Свети Климент Охридски, на студиската програма за македонски и англиски јазик, каде што дипломира како професор. Веднаш по дипломирањето се започнува да работи во основното училиште Браќа Миладиновци во село Жван. Неговата љубов кон пишувањето станува се поголема, откако посветено почнува да се занимава со воспитно образовната работа како наставник. Досега пишувал кратки раскази, поезија и есеи, но главно за потребите на својата професија и личното интересирање. Некои од нив биле објавени од страна на одредени едукативни интернет портали. Авторот се јавува и како преведувач од англиски на македонски јазик, на неколку дела за деца и млади, на издавачката куќа Македоника Литера од Скопје. Учествувал исто така во организирање на книжевни промоции, локални книжевни саеми, детски фестивали за литература, ученички надпревари, креирање и снимање на куси, образовни документарци и слично. Она што сакам јас кратко да додадам, јас како ја доживувам книгата и што мене лично ми се допадна и ме воодушеви, е тоа што во поголемиот дел на содржината акцентот е ставен на вистинските животни вредности, како што се односите помеѓу луѓето, големината на нашите предци, убавината на татковината, важноста на семејството и желбата секако за изградување на себе си во морална и добра личност, што е доста значајно за сите нас. Сите текстови во себе носат моќна порака, која не тера да размислуваме за подлабоката смисла на нашето постоење. Би сакала исто така да спомнам едноставна изјава, која што има голема моќ и која што гласи: она што доаѓа од срцето, оди во срцето. Оваа книга е совршен пример на дело кое што е направено од срце. Сите кои што имаат прочитано, многу добро знаат за што зборувам. Сега ќе му дадам збор на самиот автор да ни каже нешто повеќе за инспирацијата на неговото дело. Добар ден и од мене. Јас себе да ве поздравам сите. Благодарам на Славче, на Мони, на сите останати
Поздрав до сите кои што се уклучени денеска, највеќе веројатно до децата од основното училиште Гоце Делчев од Емир Хисар, кои што прв пат учествуваат на оваа промоција. Поздрав до моите драги колеги, се разбира, до сите мои блиски луѓе кои што не следат во моментот. Голема благодарност исто така до библиотеката Алби, која што е организатор на денешната средба. Исто така би сакал да искористам приликава да се заблагодарам не само до господинот Стево Степановски, кој што е собственик на оваа библиотека, но исто така и на Милан Јанкуловски од село Бабино, мој значаен пријател и соработник, кој што воедно ја даде идејата на денешниот ден да ја испромовираме токму ова моја дебитантска книга. Јас би сакал да споделам, во интерес на времето ќе мора да бидеме кратки, две убави изјави кои што ги најдов случајно истражувајќи во однос на 23 април како светски ден на книгата и авторското право. Првата вели читањето е разговор. Сите книги зборуваат, но добрата книга знае и да слуша. Втората пак вели сметам дека телевизорот е доста едукативен. Секој пат кога некој го вклучува, јас одам во другата соба да читам книга. Така што живееме во време кога навистина книгата дефинитивно доживува еден импакт од страна на сите овие визуелни помагали и така натаму, интернетот, сите овие електронски медиуми. Мислам дека полека, но сигурно стана загрозена. Како и да, јас се надевам дека ова време, како што беше пораката на УНЕСКО, ова време кога сме затворени и движењето ни ограничено, ќе биде навистина добра можност да се подружиме со книгите и воедно да ја спатиме нивната вредност во нашите животи. Ова книга настана пред околу година и нешто, во еден значаен период од мојот живот, токму кога веројатно ја доживав најголемата тага во својот живот. Нема да зборуваме сега за тажни моменти, но сакам само да кажам дека навистина пишувањето може да биде добар начин да ја искористиме сета онаа негативна енергија која што стои во нас и да ја преточиме во нешто добро. Да се биде наставник по македонски јазик па и по останатите предмети на вистина одговорна професија која што само оние кои што се во училиштето знаат што значи и една голема благородна работа, едно богатство. Јас имам среќа да го правам тоа во изминативе 12 години во основното училиште Браќа Миладиновци во село Жван. Токму потребата да покажам колку е важна улогата на учителите, но и различните животни судбини на децата. Токму тоа беше мотивација во создавањето на оваа книга. Се разбира дружбата со луѓе кои што се дел од светот на книжевноста, како Горијан Петревски, кој што го поздравувам исто така во овој момент, сето тоа придонесува. Значајно е во животот да ги имате правите луѓе, ми се чини. Многу значајно беше токму кога се составуваше тимот кој што ќе работи на оваа книга, да биде оној правиот, вистинскиот тим. Јас имам среќа да соработувам со прекрасни луѓе. Една од тие личности е уредникот на книгата, личност која што долги години се познавам и самата е професор, мајка и сопруга, личност која што јас лично ја чувствувам како своја сестра. Елизабета Мјалкова е уредник на книгата. Јас би сакал да ја поканам да ве поздрави таа денеска. Повели, Бети. Благодарам. Јас своето излагање ќе го започнам исто така со јавна благодарност за честа, за довербата што ја добив од колегата, од пријателот и човекот што пак јас го сметам вистински за брат, Владко Стојковски. Прв пат официјално, иако неколку пати претходно сум вршела лекторска и уредничка работа, бев соочена со делото за кое знаев дека се работи, дека се создава на компјутерот на нашиот Владко. Меѓутоа, авторот беше толку многу таинствен, можеби и несвесен, можеби и несигурен дека тоа што го пишува дека ќе стигне некогаш во рацете на читателите и затоа не откриваше што пишува. Но тоа се оствари секако на негова, но и на наша радост. Кога ми ја додели уредничката работа, секако прво бев изненадена што јас ќе треба да се соочам со тој суров материјал. Потоа бев пресреќна што ја добив честа да го разгледам, да го проверам, коригирам и уредувам првенчето на нашиот Владко, литературата на Владко Стојковски.
Наредно беше мојата нестрпливост, мојата љубопитност да прочитам се, да ги откријам приказните, односно записите на учителот. Тоа беше едно патување за мене. Седнав на компјутерот, задлабочено читав, препознавав, дебатирав, се идентификував, се изненадував со секој нареден настан што е опишан во самата книга. Владко умешно, даскалски чисто, едноставно, така пријатно ги раскажува случките во своите записи, што се чувствував како дете во некое минато време, кога дедото раскажува крај огништето, а внучињата слушаат со подотворени усти, пивајќи го будно секој збор. Јас бев детето. Тоа беше моето прво искуство со записите на учителот. Со првото читање ги коригирав техничките грешки, што секако беа многу малку, очекувано од наставник по македонски јазик. Потоа следуваше компјутерска обработка на содржината, редослед на самите текстови и секако многу соработка со авторот. Кога на крај го добив последниот расказ, Учителката, расказ број 14, тоа беше тоа. Книгата доби комплетен облик, а со рецензиите на почитуваните господин Горјан Петревски и Сашо Огненовски веќе беше спремна за печатење. Тоа што многумина веќе го имаат прочитано, што многумина треба доправа да го прочитаат, искрено, топло, од срце го препорачувам, сега се појави на полиците, на библиотеките ширум нашата Македонија. Еден од текстовите кои што посебно мене ми остави впечаток, што би сакала ете да го прашам авторот, да го поттикна малку да ни раскаже како настанал, да ни долови целата ситуација, е текстот, расказот Приказната вечно богатство. Господин автор? Благодарам. Вечно богатство е еден од целата книга емоционална, јас се надевам дека ќе дојде до рацете на децата кои што ја немаат. Така што вечно богатство е една од поотажните приказни веројатно, некогаш не знам, тагата инспирација кај писателите, зашто тоа така не можам да го објаснам целосно. Домот за сираци кој што се наоѓа во Битола, во моето родно место, секогаш бил причина да размислувам околу животот на овие дечиња, па и некои животни приказни со кои што лично сум се запознал, така настани приказната, а оно што на крај ќе биде како порак од текстот кој што ќе го прочитаме во наредните неколку минути, го видов случајно на еден слоган кој што беше изложен во еден од супермаркетите исто така во Битола, кој што носи главната порака и тоа беше дел од една хуманитарна акција. Јас мислам да им го прочитаме на сите присутни, се надевам дека ќе им се допадне. Може? Ајде. Да, може. Okay. Вечно богатство. Сиропиталиштето за него беше местото каде што помина 12 години од неговиот живот. Тоа беше место на безброј радости, но и горки солзи, неискажливи соништа за подобар живот. Неговото име беше Кристијан. Се верува дека уште додека бил мало и безпомошно новороденче, мајчината преградка ја заменил со онаа на негователките од домот за сираци, познат под името Развигор. Препознат ли по својот динамичен темперамент и палаво однесување, но и по својата длабока ранливост, Кристијан беше миленик во очите на негователките и воспитувачите во оваа установа. Но ваквото мислење не го делеше и управникот на домот, човек кој беше познат по неговата строгост. Беше 5 јануари. Во домот беа во тек подготовките за предстојната Бадникова вечер, која традиционално се одбележуваше со скромна приредба и заедничка вечера на децата и дежурните вработени. После неколку безуспешни обиди правилно да го каже драмскиот текст на редовната проба, Кристијан се налути и ја напушти сцената трчајќи низ ходникот. Како што се повеќе се доближуваше до излезната врата, зад него одекнуваа зборовите на управникот. Неблагодарнику, внимавај да не те стигнам. Кристијан силно се втурна низ вратата и трчаше се побрзо, како да сакаше за секогаш да побегне од тоа место. Доаѓањето на божикните празници за многу од децата во домот беше причина за среќа.
но не и за Кристијан. За него, овој период беше причина се повеќе да размислува за семејството кое тој, како и многу деца таму, никогаш не беше го запознал. Со солзи во небесно сините очи се прашуваше зошто неговата судбина била токму таква и се чувствуваше со длабока тага, но и лутина. Како што неговите чекори стануваа побавни, зјапајки зачудено во украсните светилки кои го исполнуваа плоштадот по кој што врвеше, пристигна до влезот на една малечка книжарница. Таму го пречека срдечна насмевка од дедото, кој грижливо преместуваше дел од книгите од една полица на друга. Тоа беше дедо Никола. Кристијан го познаваше овој човек подолго време и навраќаше во неговата книжарница секогаш кога имаше потреба од добар совет и пријатно друштво. Откако ја забележа детската вознемиреност, дедо Никола го поведе со себе во неговиот скромен стан и го покани на топла вечера, а потоа телефонски го информираше управникот на сиропиталиштето дека Кристијан е со него и дека истата вечер ќе се врати назад во домот. Дедо Никола и управникот се познаваа долго време, а поради тоа управникот им веруваше на зборовите од дедото. Вечерата се состоеше од вкусно лепче, топол граб и нешто што дедо Никола го викаше свирипиле. Се смета дека македонското свирипиле името го добило многу одамна, кога на некое детенце му се пријало, а бабата направила нешто со суви пиперки и го олутела. За да не плаче внучето, почнала да му вика свири пиле, и така останала. Но не вечераа сам. Никола накратко излезе и се врати во друштво на 10-годишниот Јован и неговата слепа баба, со која заедно живееа во станот, спроти оној во кој што живееше дедо Никола. Ние често заедно вечераме. Дедо Никола споделува со нас се што има, а најмногу неговата грижа и љубов, му рече малечкиот Јован во разговорот со Кристијан. Таа вечер пред бадник Кристијан имаше свое семејство, макар и привремено. Од тогаш поминаа повеќе години и дедо Никола го немаше, а Кристијан веќе беше возрасен млад човек. Во неговото срце за секојаш остана да гори пламенот на таа посебна зимска ноќ, од која научи дека само она што го даваме останува вечно наше. Таа ноќ дедо Никола милно ги избриша солзите на едно дете. Супер. Да, се надевам дека ви се допадна. Тоа е еден од пократките текстови во книгата, напишан во форма на расказ. Тука некаде ние би завршиле со нашиот дел во интерес на времето, сега им даваме збор на останатите. Ајде вака, може евентуално некој да не сака нешто да постави како прашање. Имаме вајде уште колку 8 минути да кажува на 8. Така? Да. Еве ги охрабрувам, значи сите кои што се најавија денеска и кои што одвоја дел од нивното време, ако сакаат може да постават некој прашање во однос на книгата. И тоа е тоа. Што ве мотивираше да ја напишите книгата? Добро. Благодарам за прашањето, навистина убаво. Како што кажавме на почетокот, многу работи се. Кога работите како наставник, работите на работа која што постојано се повторува. И ми се чини дека една од поважните, значи, од поважните моменти кога се решив да пишувам книга беше токму тој, да направам нешто повеќе. Вели, ако ја изберите професијата која што навистина ќе ја сакате, тоа значи дека нема да мора да работите ни ден повеќе, но исто така многу е важно во нешто го работиме и секојдневно представува рутина да внесуваме нешто ново. Или да ги умножуваме дарбите кои што ни се дадени од озгоре. Така и јас сакав да направам нешто кое што ќе остане позади мене, а при тоа ќе говори за многу вредности кои што мислам дека ни се потребни. Се надевам дека навистина оваа книга ќе допре до што е можно поголем број на луѓе. Се разбира со тек на време, бидејќи ситуацијата е ваква каква што е, но главно се состои во тоа.
Благодарам за прашање. Добре. И од мене едно прашање на телефон во врска е Бисера. Сакав да ве прашам, бидејќи рековте дека ова е ваша прва книга, така? Дали имате мотивација за други книги во иднина? Бидејќи рековте дека оваа настанала во време кога сте осеќале длабока тага, значи дали мислите дека и понатаму би можеле да творите, дека не само тажните моменти во животот ќе ви бидат инспирација? Ви благодарам за прашањето. Се надевам на вистина дека инспирација има многу. Мислам дека човек се раѓа некогаш со тоа, но дефинитивно, значи ако се потрудите, може да создадете. Се надевам дека ќе продолжам со пишување. Искрено имав желба за нешто поголемо, значи од кратка проза. Се надевав на почеток на роман, меѓутоа тоа ќе биде само една најава за која што нема да давам никакви ветувања, или евентуално овие записи на учителот да добијат втор дел, па да шират уште повеќе пораки до младите, но и до возрастните луѓе. Не мора да е секогаш тагата причина, пак ќе кажам нешто има во неа што ни дава можност да бидеме можеби поинспиративни, но се разбира, јас би сакал да пишувам и за убави нешта. Благодарам. Благодарам и вам. Колку време ви беше потребно да напишете книгата? Ете така, супер прашање. Искрено, значи, овие 14 текстови беа склопувани во различни временски интервали, но ако се имам, значи, од прилика времето кое што ми беше потребно добро да ги средиме, како што каже уредничката, мислам дека нешто помалку од година дена. Реално за еден текст некогаш е потребно, значи, да дојде инспирација, може да се заврши за отприлика 1 час. Некогаш се потребни повеќе, некогаш може неколку дена да бидат потребни за да ги составите работите, па да добиете целосна слика, па ќе ви притекне уште нешто, чекај што не ќе го додадам, се додека не дојдете до крајната цел. За помалку од година беше создадена, комплетирана, тој процес е малку подолг, мора да признам, се додека не дојде ваква една испечатена верзија. Благодарам за прашањето. Јас имам уште едно прашање. Повели? Која ви е омилена книга што имате прочитано? Да, требаше да помислам ново и ова ми е најтешкото прашање убедливо, затоа што кога да ме прашаат, не знам како да го одговорам. Читам доста книги, на она на која што прва се сеќавам во моментов, барем од литературата за деца, може да биде тоа лектирата Бојан, дефинитивно, значи од романите за деца. Ги сакам книгите на Горијан Петревски, многу ми се допаѓаат, мора да признам, начинот на пишување. Сега, значи, повеќе преминувам на автори. Исто така имаме, значи, ние многу добри автори тука. Петр Андреевски од овие крајови, особено Дамир Хисарски, ми се допаѓа. Тоа се тие Блаже Конески, не смеете да го заборавате. Неговиот дневник по многу години, мислам дека е одлична книга. И така, мора да признам дека сакам трилогијата Господар на прстените, таа ми е некако омилена. Се надевам дека одговорив колку што може. Скратено. Океј. Ако нема друго прашање, можат да преземат водителите на настанот. Јас ве поздравувам сите. Ја користам приликава да ви посакам добро здравје на сите, на вашите семејства. Се разбира, читајте, сакајте книгата, избирајте што ќе читате, поминувајте време со книгите, помалку со телефоните, тоа нека биде мојата порака и да излеземе од сето ова подобри и поразумни. Само дека и времето ни е при крај. Така. Така се надевам дека ви се допадна оваа промоција на сите, особено на учениците. Мислам дека со оглед на условите оваа година сосема достојно го прославивме 23 април Светскиот ден на книгата. Надевам дека наредната година ќе имаме можност овој ден да одбележиме на малку поинаков начин со физичко присуство. Благодарам до сите кои присуствува, а исто така и до сите оние кои придонесува за одбележување на овој значаен датум, но не беа во можност да се приклучат. До гледање на сите. До гледање. Гледање. До гледање. До гледање. До гледање.